Почитувани, добра вечер. Вечерва во Телевизија Плюс имаме двајца гости во нашето интервју. Првиот гост е Игор Трајковски, кој што е уметнички директор на фестивалот Распеено детство и на Тумбафест, а подоцна во студиото ќе ни се придружи Драган Митевски, кој што е претседател на Етно Ризница Куманово. Најпрвен добра вечер посакувам на господинот Трајковски. Добра вечер. Во тек е аудицијата за фестивалот Распеено детство. Каков е интересот досега и дали пристигнуваат пријави? Така, како што кажавте, аудицијата веќе започна некаде на 15 овој месец и според нашите пресметки, значи според она како планираме да се случува, така и се одвива, се пријавуваат дечиња. Овој пат аудицијата е онлайн, согласно заседните протоколи, бидејќи да немаме контакт, да не се случи да ние сме виновни како организатори за некој кластер, не дај Боже, и затоа одлучивме оваа година, како и впрочем што се одржуваат и сите аудиции на ток-шоуто што се во нашата држава, така и ние во текот со случувањата сме и ние. Така да сега идните учесници, потенцијални, треба да испратат видео отприлика минута до минута и по, може и цела песна, за да видиме кое е детето, како изгледа, како се понаша на сцена. Мислам, тоа ќе биде во домашни услови сега, но ние сепак мора да имаме некаква слика за тоа дете кој е потенцијален учесник. Откако ќе ги прибереме сите учесници кои ќе пристигнат, се јавуваме, закажуваме следви еден по еден. Децата си избираат песнички, значи ништо ние не наметнуваме, според возраста така ги правиме песничките. Не може некој дете прваче кој треба да пее за учителка, за математика и за школото или за мајка да му дадеме песна со дейт или некаков таков назив, што не може ни самото да го свати, ниту пак ќе бидеме вкусни пред гледачите. Сето ова го правиме за да им се допадне ова на пошироката наша публика. И планираме со тоа овој фестивал да продолжи да живее тоа што ќе бидеме модерни се со текот на времето. Како налага времето и околностите, така и ние да се однесуваме. До кога ќе трае пријавувањето, до кога трае аудицијата? Планирано е пријавувањето да трае до март, ова е прв повик. За време на зимскиот распуст ќе објавиме и втор повик. Значи, втор повикот ќе биде колку ќе останат слободни места. Значи, ако се пополни бројот, можеби нема да има потреба за втор повик. Има голем интерес за фестивалот. Сите минатогодишни, овогодишни учесници, бидејќи сега распишуваме нели конкурс за Распеено детство 2022 година, веќе пројавија интерес да се повторно да учествува, да се членови или ќе кажав на хор. Ова година не ни дозволува пак оваа пандемија да имаме хор, но минатогодишните членови, учесници на фестивалот пројавуваат повторно интерес, повторно да бидат. Бидејќи знаеме дека ваков фестивал, ваков тип во нашиот град нема. Немаше толку години, успеавме да возобновиме нешто кое било започнато далечната 1976 година од група на ентузијасти, кои морам да ги споменам. Тука се нашиот познат композитор кумановски, господинот Миодраг Божиновски, кој повеќе не е меѓу нас, господинот мојот професор по музичко, кој е главниот виновник што јас станав музичар, господинот Борис Христовски Грк, кој имав и можност да соработувам со него на првото издание. Јас Пионерски дом го организираше, потоа Зиедин Исмаили, еден прекрасен уметник кој исто така не е меѓу нас, потоа Среќко Поповски како текстописец и останати кои, да не намерно некој испуштам, еве ќе кажем останати, со некои од овие луѓе, значи, малку да се навратам, да направам ретроспектива. Овој фестивал започнал далечната 76 година од овие луѓе што ги споменав, со поддршка на културно-просветната заедница на Македонија, и успеале да направат 9 изданија. Само да напоменам дека овој фестивал се одржувал со жив оркестар. Децата пееле во живо, за разлика од сега, каде што се пее на матрица, значи на снимана комплетна музика и комплетен вокал. Дури сега немаме храброст
се надам дека ќе пораснеме до тоа ниво да им пружиме на децата шанса да ги покажат своите гласовни можности директно на сцената. Сега за сега тоа е се наснимано во студио и после овие 9 изданија фестивалот за жал престанува до олги години и откако јас се вработив во Центарот за детско творештво поранешен дом на пионери, малку истражив и дојдов до заклучок дека ние имаме еден од најстари детски фестивали во Куманово, зошто пак да не заживее. Во соработка со тогашната управа на дом на пионери, со директорката, се согласиме да го продолжиме, да ја продолжиме оваа низа на фестивалот. Така во 99 година успеав во едно импровизирано студио во Домот на пионерите да направам 10-то издание. Потоа таму направивме 6 изданија и станаа 15. Ова го кажувам за сите оние кои ме прашуваат, вика, како фестивалот се одржа само една година, оваа година вие кажувате дека по 17 пат ќе се одржи. Еве малку се навратив на случувањата што биле во минатото. Минатата година беше 16-то издание, мислам минатата 2021 беше 16-то издание на фестивалот. 2022 се надевам со Господ напред успешно ќе реализираме уште едно издание, ќе биде 17-то. Дали песничките од овогодинешното издание на фестивалот се добро прифатени помеѓу дечињата, помеѓу публиката? Какви реакции добивате од нив? Реакциите се прекрасни. Една голема благодарност до вас, што дури, ќе кажам, во неколку разговори со членовите на вашата куќа, кои, ќе кажем, огромна благодарност, бидејќи фестивалот од неговото појавување до денеска си имам 20... Јас, макар 20 пати сум го следел на телевизија и се чудам, само тоа е рецептот за една песна да допре до секого. Што се однесува до минатогодишното издание на фестивалчето, 2021, кога песните се многу наслушани, кога песните влегуваат во секој дом, нормално е да имаме позитивни реакции од друга страна и затоа интересот за фестивалот е се поголем. Ништо не правиме ако одржиме фестивал и CD-то го ставиме во фиока. И чекаме наредно издание. Борбата е тука. Да гостуваат децата по сите телевизии, национални, регионални телевизии, да ги повикуваат на утришни, училишни програми, на било каква манифестација, се со цел да се промовира детската песна, децата да се промовират, нашиот град, бидејќи имаме нешто кое е најстаро можеби во државата. Не знам точно кој е постар, дали Златно Славеќе или нашиот фестивал, но како и да е, имаме нешто кое датира од 76-та година. Покрај тоа што интензивно се подготвувате за распиено детство, во тек се подготовките и за Тумба Фест, што може да ни кажете за овој друг фестивал кој што го работите? Овој фестивал е тотално диаметрално спротивен од детските песни. Така да, како што кажете, јас сум уметнички директор на Тумба Фест, одговорноста е огромна. За разлика од децата, сега имам работа со веќе профилирани, познати звезди македонски, кои учествуваат на нашиот познат фестивал Тумба Фест, кој успеавме и него да го возобновиме, да вратиме, значи некако мене се ми иде од рака нешто да возобновувам, го кажав тој пред неколку гостувања тука, значи и Тумба Фест паралелно го туркаме, но сега во овој период даваме предност на детското фестивалче, бидејќи прво тој се случува, додека Тумба Фест таму е некаде во септември месец, август, крај на август, септември. Што да кажам, оваа работа е многу убава. Не би можел да го замислам светот без музика. Јас сум секојдневно, целодневно со музика и мене не ми е тешко. Ме исполнува тоа. Јас цела година се подготвувам. Знаете како ние со организаторот како функционираме. Завршува фестивалот, нема одмор. Одмараме тој вечер. Од утре веднаш се фрламе на работа и веднаш се бараат текстови, се бараат композитори, деца, аудиции, па треба се поработи малку со детето, па тоа снимање не е едноставно.
А додека со возрастните пејачи, нашите звезди, кои оваа година ги имаше 21 Тумбафест, ме бунат бројките. Гледате колку CD-а имаме до сега направено и сега некаде 24, некаде 21, некаде 20. Ке ми простат гледачите ако бројката мислам дека и не е важна толку. Значи ние оставаме трајно творештво, трајни вредности оставаме. Јас сум многу голем противник кога ќе не вбројуваат во некои така наречени фестивали каде што јас би ги нарекол музички концерти. Не може на фестивал, од фестивал да нема издание фестивалско. За да се направи ова, треба да имаш 20 композиции, 20 аранжмана, значи 20 текста. Ова останува. Ние само од Тумбафест за 3 години успеавме, бидејќи првата година направиме ретроспектива, само 10 песни и 10 вративме стари, за да знае народот после 19 години ние што враќаме назад. Значи, дете кое се родило кога престана на фестивалот, сега веќе има 19 години, зборувам пред 3 години, за да кажеме што ние враќаме, што е всушност Тумбафест, дека со Тумбафест ние пред се го зачувуваме кумановскиот дијалект, македонскиот, еве од оваа година започнавме да вклучуваме полека и други дијалекти. Македонија е преубаво место за живење и пребогата со традиција и со дијалекти кои не смеат да изумрат. Еве еден начин. Верувам дека кумановскиот дијалект или нашиот фестивал, кој се пееше исклучиво на кумановски, е единствен во светот. За да не бидеме толку уникатни, направивме малку прорачун, како што ја пресметка, и решивме, еве минатата година вклучивме битолски дијалект, вклучивме прилепски, валандовски. Оваа година сакаме да вклучиме и од други региони, кои немаат учествувано сега, кавадаречки, неготински, паланачки, делчевски, беровски, сите тие, тоа е богатството на Македонија. Со тоа ќе докажеме дека ние сме за зачувување и промовирање како на традицијата, така на традицијата и вклучена во ова модерно време со модерни аранжмани, а не само како што кажав за дечиото фестивалче, така и ова нема ефект ако ние правиме фестивал и ова CD го ставиме во фиока. Така. Ви благодарам што одвоивте време, бевте наш гостин. Почитувани, ние овде ќе направиме една кратка пауза и повторно се враќаме во студиото со господинот Драган Митевски. Почитувани, се надевам дека се уште сте со нас. Следниот гостин во нашето студио е господинот Драган Митевски, кој што е претседател на Етно Ризница Куманово. Најпрв да ви посакам добра вечер. Добра вечер. Ќе се навратиме на детското фестивалче. Со господинот Трајковски разговаравме дека е во тека аудицијата и дека е прв дел од пријавувањето, можеби во декември, јануари ќе има повторно повик доколку останат места. Кажете ни вие дали може да очекуваме гости од надвор годинава, како на претходното издание на Распеено детство? Да, во секој случај. Значи, всушност и сите манифестации кои ги организираме како Сдружение Етно Ризница се меѓународни. Ние што се однесува до самото детско фестивалче Распеано детство, веќе имаме релации со неколку фестивали, како во земјата, така и надвор од неа. Се мрежуваме со фестивали, фестивалчиња, со градски, значи Куманово како град заслужува да биде фестивалски град, така да има некои индиции дека фестивалов ќе се мрежи со Европската конвенција на фестивали. Така да и оваа година очекуваме и веќе имаме најави за учество на дечиња од Црна Гора, од Албанија, Косово, Србија и Бугарија. Како организација, дали може да ни како организатор на фестивал, дали може да ни кажете кога е планирано да се организира, каде ќе биде фестивалот? Фестивалот стандардно, традиционално, сето она што го работиме, значи интенција ни е да биде традиција и оваа година ќе се одржи во Националната установа
Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Во оваа прилика би сакал да им се заблагодарам на установата Центар за култура за нивната помош и соработка која ни ја нудат при секое наше организирање на настани во нивните простории. Здруженијето Етно Ризница работи на повеќе проекти. Со господинот Трајковски исто така го спомнавме Тумбафест. Какви се вашите очекувања од фестивалот кој што треба следната година да се организира Тумбафест 2022? Можеби некои песни или позначајни звезди кои што можеби ќе настапат, кои што би можеле да ги издвоите? Така, ние сме особено горди на фестивалот Тумбафест. Горди сме на него и сме задоволни што, 3 години поред го организираме. Како што реков, сето она што го организираме, го подготвуваме со жар, онака да го подготвиме да биде традиционален. Така да оваа година навистина уште од сега, и ова наредната 22, уште од сега имаме голем број на пријавени. Наредната година е јубилејно 10-то издание на фестивалот. Особено ќе водиме сметка за квалитетот, не дека досега и немаше квалитет, напротив. Фестивалот, бидејќи е традиционален по 10-ти пат, има најава од голем број на звезди, да не кажам од прва лига на нашата естрада. Ќе имаме и на овој фестивал гости од страна, значи и овој фестивал ќе биде меѓународен. На претходните 3 изданија на фестивалот, почнувајќи од 2019 до 2021, имавме вкупно 55 композиции. Некако нашето размислување оди во насока да овој пат, овој фестивал, продолжувајќи ја традицијата, да остане фестивал на дијалектите, бидејќи, како што напомна и уметничкиот директор, професор Јуро Трајковски, значи од оваа 2021 година воведовме една новина, така да фестивалот прерасна во фестивал на дијалекти, така да имаме се повеќе и повеќе учесници кои би сакале да си ја испеат песната токму на нивниот дијалект, што секако представува една, како да кажем, убава работа. Убаво е да се слушне својот дијалект, а особено ние кумановците сме си локал патриоти, нашиот секако дека и на овој фестивал најголем број на песни ќе бидат на кумановски дијалект. Како беа прифатени песните од овогодинешното издание на Тумбафест? Дали се слушани, кои се вашите впечатоци? Так. Можам да кажам, јас спремајќи се за ова интервју, малку прелистав по нашиот YouTube канал на нашата веб страна и можам да ви кажам дека последните 3 изданија на фестивалот имаат на YouTube некаде преку 500.000 прегледи, од кои само претходниот фестивал веќе има преку 200.000. Што ќе каже дека навистина фестивалот помеѓу народот навистина веќе е прифатен. Песните се обнародуваат. Пееме за Досе, за Батко се извинувам. Пееме за Досе, за Батко Ѓорѓија, за Ленче Кумановче, пееме за кумановските сокаци, кумановските маала и така натаму, така да навистина бројот на прегледи што ги имаат песните, а и заинтересираноста на медиумите да ги имаат на своја програма, навистина ни дава некој ветер у грб дека со сето ова треба да продолжиме. На што друго работи Здруженијето Етно Ризница, освен на овие 2 фестивали? Основно, Здруженијето Етно Ризница има своја една благородна мисија да ги обнародува, односно да ги возобновува, односно да ги
да ги става на носачи на звук старите подзаборавени песни од североисточниот регион. Така да тоа е една мисија која континуирано трае, значи ние сме нон-стоп на терен, ги собираме старите досега необјавени песни, а меѓу нашиот народ навистина, особено по старите песнопојци, ги знаат тие песни и нашата мисија е во правец ги собираме тие песни како Марко Цепенков некогаш што работел, кои во професионални студија со наши познати пејачи ги правиме во нови аранжмани. Сега веќе од некаде претходната година почнавме истите тие народни, изворни фолк мелодии од североисточниот регион да ги преработуваме и во класична оперска верзија. И овој дел од нашата активност ни покажа дека навистина тие песни кои се многу богати како од аспект на некоја тонска линија која има, така и од аспект на самите текстови и пораки кои ги испраќаат песните, наидуваат на широк прием кај публиката, кај сите оние кои се занимаваат со оваа дејност. Така да тоа е она што е основната мисија на Сдруженијето Етно Ризница. Покрај тоа ние и покрај овие два фестивали ние организираме уште еден фестивал кој се одржува некаде септември-октомври. Тоа е фестивалот Денови на Балканска етно ризница, кој е замислен, веќе имаме 7 изданија. Тој фестивал е замислен како ретроспектива на она што Сдруженијето го работи во текот на претходната и претходните години и го промовираме на нашите гледачи. Освен тоа, имаме и исто така ја организираме манифестацијата Шопска свадба во село Куклица, Кратовско, на локалитетот Камени кукли. Почнавме со организација на оваа манифестација и веќе имаме организирано 5 манифестации, меѓутоа последниве 2 години поради ковид кризата абстиниравме од организација на оваа манифестација, а исто така и организираме уште една манифестација, исто така на локалитетот Камени кукли во село Куклица, Кратовско. Тоа е една манифестација наречена Вечерен танц на куклите, кој наредната 2022 ќе се одржи веќе по 4-ти пат. Тоа е една манифестација која ја одржуваме ноќе и навистина е прекрасно да се биде на еден таков локалитет ноќе, да се почувствува таа енергија, таа убавина, а со тоа претпоставувам и допринесуваме и до популаризација на самиот локалитет, на покажување на тоа дека културните активности може и треба да се организираат и на такви места, во рурални средини, така да имаме работа баш онака целогодишно и се надеваме дека сме препознаени, дека сето она што го работиме допира до нашите гледачи. На нас не останува само да ви посакаме успех на сите проекти и следни кои што ќе ги работите и тука сме повторно да се видиме за промоција на некој нов фестивал или некоја нова манифестација која што ќе организирате. Јас ви благодарам и уште еднаш би сакал само да се заблагодарам на Телевизија Плюс за поддршката која несебично ни ја пружа, бидејќи навистина она што се работи треба и да се види, да допре до што поголем број на гледачи, а Телевизија Плюс тоа навистина убаво го работи. Благодариме за учеството, за гостувањето во нашето вечерашно интервју. Почитувани, овде е крајот, ви посакувам пријатна вечер и се разбира, останете со нашата програма.